Почитувани, министерот за здравство Тодоров повторно капацитетот и енергијата ја троши во обид како да го забрани или саботира штрајкот на лекарите, наместо да седне и да се договори за нивните плати и основни услови за работа. Јавно го повикуваме да не ја повтори истата грешка, со која стана прв министер кој со судска забрана забрани легитимен штрајк на легитимен синдикат во Република Македонија. Да престане да го уништува синдикалното организирање и со своето однесување да огази достоинството на лекарите. Сакаме да ја потсетиме јавност дека, како опозиција, со време предупредувавме дека така наречената реформа плаќање по учинок е само обид на власта да ги деградира лекарите, да им ги намали платите и механизам на политички притисок, со кој власта сака да си обезбеди поголема контрола врз лекарите. Здравствените услуги не се стоки на пазар за да се мерат на кантар. Здравствените услуги не се гранапи, а здравјето на пациентите не е продукт на полица. Здравствените услуги се комплексен спој на долгогодишно образование, огромно стекнато искуство, како и најважното посветеноста на лекарот кон пациентот. Со реформата, власта ризикува лекарите повеќе внимание да посветат на исполнување на квотата и да пишуваат наместо точни, брзи диагнози, со тоа загрозувајќи го здравјето на пациентите. Имаме целосно разбирање за лекарите, кои со право стравуваат дека формата плата по учинок ќе биде уште еден механизам со кој партиските директори ќе вршат политички притисок врз лекарите, а нивното толкување на резултатите и учинокот ќе биде основа за политички пазарење и задоволување на политички апетити. СДСМ предлага, доколку министерот Тодоров сака да ја следи секоја ангажираност на лекарите, тогаш да изгради цел транспарентен систем за вреднување на трудот кој ќе го воспостави во договор со синдикатот, како основа да се земе за гарантираната плата, а посебно да се наградува дополнително вложениот труд. Министре Тодоров, свесни сме дека можете да си обезбедите било каква судска одлука. Тоа веќе ни го покажавте. Имајте доблест и храброст да се соочите со синдикатот на рамноправна основа. Не се обидувајте повторно со судска одлука да го забраните штрајкот. Откажете се од обидите да го разбиете легитимното синдикално движење преку вашите квази синдикати и преку заканите на вашите партиски директори. Наместо да ги понижувате и дискредитирате лекарите, слушнете ги нивните барања, премногу енергија потрошивте во изнаоѓање начин како да ги деградирате, разбиете и понижите. Време е да сватите дека така веќе не може. Седнете со синдикатот и дефинирајте ги и правата и обврските. Да потрошевте исто толку енергија за усогласување на ставовите, колку што потрошивте за да ги деградирате и да го разбиете синдикатот, до сега ќе најдевте заедничко решение. Благодарам.